Добро вечер, Бобан мене представи, јас сум Миловски Стојан, пчелар у Штип. Живеам во Штип, иначе по потекло сам од Берово, од село Митршинци. Натурализиран штипјанец, така да кажам. Пчелариме едно 30 на години, не сум роден во пчеларник. Јас чисто од љубов почнав со неколку семејства, како сите што сте почнали. Гледам сите сте возрасти, така повеќе. И така дојдеме до таа бројка професионално, значи сите работиме четворицата, јас, сино, снаата и сопругата, само на тоа, на пчелите. Од тоа и живееме, добро, функционираме, да не се фаламе или материјално, до сега беше добро, сега натаму како ќе со продажбата на мед, ќе видиме. Пошто многу го има медот, не мед, така да кажем, да не бидам многу вулгарен, и тоа се појави меѓу сите, па и меѓу нас пчеларите. Тоа сакам да го напомнам. Ние пчелариме во Штип, ни е стационар, локалитетот Баргала кај што е, сега да не гледам таму. Може би знаете кај е тоа. Сите ни се во круг, значи од радиус од 3-4 километра. Знаеш, имаме по 120-30, зависи 150-160 на пчеларник. И близко ние имаме тамо направено викендица, така да опремата тамо ние нешто ако заборавиме на тај пчеларник, претрчиме тука, правиме нуклеуси тамо, роеви, матици произведуваме, матично млече. Вода имаме тамо однесено, природна вода, може и да дојдете, поканети сте некој пат да видите како што е, на пчеларник лично. И така да некако многу едноставно функционираме, нели? Са немаме пато да правиме трошкове, дополнителни трошкове, да ни се многу далеко од пчеларниците. Иначе имам носено јас пчели за пролетен развој на, ќе ви кажам после, на друго место. Значи, некои, еве србите нарочито, они викат дека пренатрупаност на пчелите немало мед. Јас имам носено пчели, и тоа да ви кажам сега, нели пчеларската приказна е многу голема, јас за тоа и прашав дали сме ограничени со време, ама ќе гледам да бидам пократок. Повеќе ќе се задржам на пчелите. Јас имам носено пчели, 120-30 пчели на 70 хектара маслодајна, пазете, 70 хектари, тоа беше пред 3-4 години, маслодајната цветаше во мај, полн цвет, до тука беше, до мене. Гледаш само жолто, се маслодајна. И однесеме пчели, пчели вака одат, маме ги маслодајната. Ајде, гледаме дека слаб принос, тотално слаб принос. Вратиме ги дел од пчелите, дел оставиме, пошто имаше па 100 хектара сончоглед, тука тоа е кај Трогеци. Место е меѓу Трогеци, Балван, што е долни и горни Балван, и Свети Николе, тоа село е Сарчиево, и ако веќе знаете од прилика, на кај Свети Николе, тај терен има рамница тамо, однесеме и оставиме 100 пчели да видиме на сончоглед. Тотално ништо. Ништо. А тие дома, тие што ги вратиме 40, колку беа 50, една бееме заборавиле да отвориме навечер. 3 дена не отидеме на пчеларник, иначе јас пчеларам, да ви се представам, со ЛР сандаци, сега пак се навратам назад. Мајстори имав од 10 души, значи малку ми се поарабат сандаци. И да се погоди тотално херметички затворено. Одиме, после 3 дена отвараме, умрена за храна. Пчеларова срамота. Значи пчела, и тоа во мај месец. Мај месец ми умре пчела за храна. Тие што ми беа на стационар, и прихранувме, беше стварно лоша годината, така да сами пчели, немаше други пчели, имаше еден донесено 10 пчелки, еден имаше стационар тамо 20 пчелки, тоа беше во тај простор, само ние бевме цел обкружување, така да не е пренатрупаност, тоа сакам да ви кажам, по моје мислење, не е пренатрупаност кога има мед, кога меди. Јас кога носам пчелите на обозна, тамо од кај се потекнувам, тамо ние носиме околу 400 семејства, сите на едно место. На 3-4 места, распоредени така да може да вадиме мед. И тамо, кога за меди, стварно меди. Стварно меди. Кога не меди, ама нема врска. Дали сме, ние носиме, да речеме, ние имаме СМС вага. Со вага, после ќе ви кажам како контролираме за храна, за тоа. Тоа беше краток вовед, така да кажам, во пчеларник. Сега, вие сте сите искусни пчелари, сите знаете што е првото е, најбитно е за зимување на пчели. Ама пред да дојдеме за зимување на пчелите, треба имате 3 работи, значи да имате добри пчели да зазимите.
прво вие да имате квалитетна матица. Тоа ви првенствено. Без разлика, како ќе имате матица, треба да ви биде квалитетна. Значи, не е секоја матица матица, или секоја мушичка матица. Да имате добра храна, и да бидат здрави. Губам си мислите, поти јас сум веќе во години, малку имам така, не памтам баш добро. И тие се три основни работи кои треба да ги имате во пчеларник, за да имате добри пчели за зимен. Сега. Значи, матицата, тоа е поголема тема. Значи, треба да имате квалитетна матица. Сега, ќе ви кажам после ние како произведуваме матица. Правилен распоред на храната. Ние како ги зазимуваме пчелите, еве лично јас ќе ви кажам моје искуство. Ние не вадиме рамка по рамка, нели са тука празна рамка, па храна, па полен, па така натамо легло тоа. Не. Ние како што е ЛР наставако, го ставаме пчелата кај што е таму. Сега вршиме, не ја распоредуваме рамка по рамка каде да е. Она си знае кај треба да се зазиме. Сега и прихрануваме ние. Значи, за зимска прихрана, не правиме стимулативна прихрана, него правиме интензивно прихранување на пчелите. Ако има потреба, ние имаме хранилка од 3 литри, од 5 литра. Користиме. Хранилки, тие ни са трите од Стојче од Мралино, Скопје, знаете ги тие, и имаме од Стојче обични чини, пластични, отворени. Имаме збек капак, тие са многу интересни. Тие са и хигиенски чисти и многу добри. И тие сега спрема, кога изазимаме пчелите, ние отвориме го, нели, тоа е визуелно. Гледаш која е по-јака, ставаме 5 литра. По-слаба, ставаме 3 литра. И сега не може да памтиме која треба да, колку да ставаме храна, него сите поред. Ние за еднаш до 2 пати прихраниме и завршено една прихранување. Тоа е во септември, почетокот на септември. Сега дали од 5 до 15 до 20 не е битно, али ние тоа го интензивно вршиме прихрана. И значи кога подигнеме тоа сандако, треба да биде тежок. Тоа е оно мора да биде на еден спрат. Сад дали ќе биде на втори или на први, после ќе ви кажам како ние ги враќаме, нели, кога вадиме мед од берово, кога ги враќаме, како тоа ги на колку изазимуваме. Ние обично изазимуваме на две тела. Значи ЛР, две тела обавезно. Сега октомври месец, тоа е обавезно вршиме контрол да видиме колку имаме храна. Пошто сега, вака сега ќе ви кажам, ние, и тука и заштита на пчелите, ние ги третираме пчелите исклучиво митак. Со митак, и тоа накапување со ливчење, тие штипките. Јас имав прв топ, добро, не прв, него првите од Србија, од Белград, од Ташмена го купив, може би беше 50 евра, ако не се лажам, или 100 евра. Го донесов тука, пуф околу мене, чад, дим, тоа нема врска. Пчелите крлешне паѓат со ливче. Испробам да правя контролно, паѓат. И тоа го ставим у спомен соба. Сега тоа е моје искуство. Јас кажувам за моје искуство. Нели са секој вие си имате ваше искуство. Јас го пренесувам моето искуство на вас. Јас не сум научник. Нели са, ако сам институт научник, ќе ви кажувам бројки, ќе ве замарам тука, пак пчелата со 3 крила, со 10 крила, па рилката е подлабока, подолга, потенка, знаеш тоа. Не, тоа јас ви кажувам искуство за пчеларство. Како пчелариме ние, тоа е моето излагање, не е предавање. Сега тоа е друго веќе предавање. Сега значи извршиме контрола обавезно колку имат храна. И во октомври сега па им дополниме, пошто видите сега ние кога сме во Берово на паша, во август месец во Берово нема скроз легло. Значи нема уопште легло. Пчелите. Во август месец. После Света Петка, јас така ми е тоа одреден период, одиме, проверуваме, нема мед. Ние сите пчели вадиме мед што има там за вадење, тај шумски мед ни е темен. Што има вадиме, оставаме за нив 3-4 рама со мед. Значи тука во тоа ние вршиме тамо за зимување. 3-4 рама со мед оставиме, крајните ги ставаме празни и враќаме назад. Значи и тука ги дохрануваме. Шом ги тамо ние извадиме медот, го извадиме медо, обавезно ги третираме со митак. Обавезно, со
3 капки накапеме со штипалки, значи користиме газ маска. Маска обавезно да се користите кога ги накапувате. Нели, тоа е боев отров, амитраза. Тоа е 20% боев отров. И сега они се подсушат малце, молим? Па видите сега, ние во Берово ги третираме еднаш. И контролно ставаме. На нас во Берово многу малку не имат крлеш пчелите. Многу малце, пошто ние користиме, јас зашо ви реков, ќе дојдеме на... Ние имаме собствена машина за правење на восок. Ќе дојде тука, ќе ви ја покажеме тоа во зимски период што работи. И сега кога имаше едно предавање пред короната во во воена болница, организираше го Пчеларска федерација на Македонија. Тоа преку француска амбасада дојдеа двајца французи. И јас мислев дека имав ја машината или тогаш ми света таа идејата, од Србија ги донесов валците од Евротом и автоматски тука си ја доправува. И сега ние ладно валани само восок. И сега на восокот, пошто ние користиме се наш, чисто восок наш природен, од пчелите, од што топиме од капачино, се скроз наш восок. Значи дефинитивно прочистен од парафин. Не ставаме ни парафин, пошто лично за нас услуга не вршиме на друг, нели сада донесете ви некој друг, не вршиме. И многу малци имат крлеш. Сега овие професорите што беа од Франција, двајца имаше еден постаре во години, одржлив развој на природата и тоа како пчелата беше тема им беше на нив, тоа преку француска амбасада и они имат вршено испитување во Чиле. Мислам, или во Перо беше. Пчели што користат само природен восок имат многу малку крлеш. Дури ако е 3 мм келијата, уопште немат крлеш. Нашите се 5,3. Дури ако е келијата 3 мм, нема уопште крлеш. И ние сега кои третираме, еднаш и третираме. И сега многу малци има кај нас крлеш. Јас стварно ви кажувам, сега нема да ве лажам. И сега после кога дојдеме тука, уштип ги вратиме, они развијат пило, лего. Кои вратиме, тоа е, враќаме ги до 1-5 септември, гледаме сите пчели да се ни вратени назад. Медо изваден, значи имаме дома просторија, и тоа сега ќе ви кажам. Имаме дома 200 квадрата просторија специјално само за мед вадење. Подрум, индустријски пот направено, и целиот мед го донесеме 300-400 наставка дома. Складираме дома и ги припремаме пчелите за зимовање. Значи, прихрануваме тука, сето тоа, таму во Берово одбавезно ги третираме. Таму ги третираме, пошто тука додека да дојдат, нели сад неколку дена минат, оти крлеш ова опасна работа, сега да не се навраќам, јас сам пајало 100 пчели на 10 од крлеш. Тоа сам првер ја имав сега имаше предавачи од Србија, сега не знам кој беа, да ми го простат кој се имиња не памтам. Со мреве киселина користев мреве киселина 80, мислам дека е процент, не 65, него 80% на крпи. Ставиш ракавици, соголат и се рацете тука од мревата киселина, нели кожата, не можеш толку да се заштитиш. Демек крлежо го чистуваме со мревата киселина. Тоа било се лаж за мене. Да. Да. Става купував од овие крпите сунгерасти што ги продават по 3 пакувања. Ставам ги во кесе за мревата киселина. Не, тоа е било стварно лаж за мене. Не, ние од 100 пчели на 10. Тоа крлеш што да ви кажа. Имаме подници, тие високи, за полен фаќање, тие не позади фјоке, него таквија напред така, само уки праени. И они надградиле доле од, вие не знам дали имате видено крлеш по пчелите. И они надградили трутовско легло така, и јас кршувам го трутовското легло, скршувам го така, нели, тоа е во јули месец некаде, така да кажам. Во Берово сме на паша, јас имав полуприколка за селење на пчели, тоа продадов, сега ќе имам комби и приколка, ќе видите. И скршувам, а крлеш вака по рацете, мислиш како мравки? Како мравки? Тоа беше страшна работа и затоа само митак. Јас користам само митак.
Јас за мене лично кажувам. Оксална изфрли прв пат почнав кај мене на мој пчеларник оксална и тоа изфрлих оксална. Само митак и тоа од шабацот, тај мик во Врање што е на влезо. Од него користам, само од него. Може би и другите се добри, али немам поверение и не смеам да експериментирам, пошто ако паднам сега, Бог сачува, тоа е страшна работа. И сега, ние значи ги истретираме пчелите во Берово, вратиме тука, они развијат легло и сакав да ви кажам, во октомври пак им ставаме поеднаш, пошто викем, во октомври месец, околу 10 октомври, леглото се намалува, а рамките се полупразни речки, она кај што се имува и она се изврши дополнување. Сега видите една работа, ќе ви кажам. Сите викат дека пчелата се истрошува во октомври месец, ако ставиш да речеме 3-4-5 литра, зависи са од семејството, храна, дека работничката пчела ќе се истроши зимската пчела. Не е точно тоа. Јас ќе ви кажам, има уште летна пчела. Летната пчела ја преработува храната, а зимската пчела не ја преработува храната. Зимската пчела, знаете ли кога ја преработува храната? Сега кога и вие ставите погачи. Еве, сега ќе идете, нема летна пчела. Се е зимската пчела. Таа зимска пчела треба да ви одгледа на вас во пролет млади пчели, а вие ставате сега погачи, и сега вие ги трошите пчелите, а не во октомври месец. Во октомври месец е летната пчела. Сестрите на неа, никој не е навлезел во светот на пчелите. Ниту јас сум навлезел. Али тоа е логика. Вие треба да се водите по инстинктот на пчелите. Ако не се водите по инстинктот на пчелите, сега како шо е пчеларството, нели климатските промени, не е тоа едно време, ставише пчелата на меѓата на ова, пчелата изроена, нероена, одеш во мај, во јули, јуни, таму ако не селиш пчели, цел спрат мед вадиш дома, носиш, вратиш го назад, она си собере до крај за зимување. Ни лекување, ни ништо, тоа го сега нема веќе. Тоа е завршена работа. Во природа вие имате ли најдено пчела во шупли, дупка, оджак, во стари куќи? Јас кај мене немам сретнато веќе. Тоа беше пред 20 години, сега ќе видиш некоја тук там избегана, за кратко време врати се назад во пчеларник, па дојде. Другата пчела. Имавме случаи по 500 или 500 семејства, многу пчелари доаѓаат од страна и нанесуваат сондаци и такви работи. Дека ќе се роат. Деме ќе фанеме, дека ќе фанат наши роеви, нема. Роеви нема веќе у природата. Тоа беше и сега видите јас како вршам да пример, кога е леглото уште има легло, на 5, 6, 10 пчели вршам контролно подчадување со ливчење. Да видам дали има крлеж кај пчелите би има појавено. Ако нема, не ги третирам. И истретирам ги во ноември месец, топол ден, идам, проверам неколку пчели, немат легло, тогаш ги истретирам со митак. И тоа е се третирање. Значи, некој пат 2 пати до 3 пати максимум. 2 пати до 3 пати. Ние така третираме. Во пролет не третираме, не ги малтретираме. Значи, секое третирање во пролет е малтретирање. Пошто видите, крлежот живее 4 дена на пчелата. Целиот друг живот го мине во легло. И вие тие во пролет, кога ги третирате пчелите, ако третирате веќе во пролет, кога она има развој, тоа е како бебе. Кога почнува да се развива пчелата, да одгледува, и вие одете со амитраз, место да третирате, вие малтретирате. Пошто тогаш крлеж нема. Вие имате ли контролирано кога ја третирате, ако некој третира во пролет, дали ви паѓа опште крлеж? И вие ако не сте истретирали во есен, пролета нема што да третирате. Пролета е завршена работа. Вие нема ни да имате пчели во пролет. Нема потреба да третирате во пролет пчели. Јас некој пат не третирам во пролет. До нареден август не третирам пчели јас. Само третирам нуклеусте што ги правам. Ама тоа е кога излезе леглото, дека се оплоди матицата, тука по едно чадење и завршена работа. До август месец јас не третирам пчели со крлеж. И немам проблем. До сега не сум имал проблем. Ке мене пчела ретко угинува. Не да не угинува, али може да се случи, на пчеларник од 500 пчели, 20 пчели да ставим. 20 пчели, тука ти имаш 10 без матици останат, 10 угинали, таквија славички, што имаме, да рече месета имаме матици, не сме имали потреба за матици, оставим, ако прекара, ако не, што и Господ даде тоа.
до пролет, тоа е. Оти, сега, ама ние обавезно вршиме производство на матица и тоа селектирани матици. Јас ќе ви кажам како и ние селектираме матиците. Тоа е некој наш начин на селектирање и баш правиме муабет со Узунов, вика, вие природно ги селектирате матиците. Селекција вршиме ние наша природна. Ај сега за зимото. Мислам, ако имате нешто прашање за зимската природа, нема што да ви кажувам сега, пошто вие сте сите пчелари, вие не сте да немате пчели, вие сте сите искусни пчелари. Ако имате нешто забелешки или тоа, слободно прашате. Видите, порано правиме размер, порано го правиме 2:1, значи 2 кила шекер, 1 литро вода. И тоа е густо, пошто пчелата тешко го пренесува. Во октомври, да. Сега си го правиме 1:1, да надвладее шекер. Да надвладее шекер. По-лесно го пренесува. Имаме буре, во буре растопиме, така да надвладее шекер. Да надвладее. И што ми беше друго прашањето? Само тоа ли беше? Количината, знам ти имаш уште нешто. Количината ние ги полниме хранилките. Јас имам 500 семејства. Јас ако ставам по 100 грама, по 200 грама, јас исто како во рудник да работам. Јас имам работено по 100 грама, 50 грама, па 200 грама. Има. Видите, пчелата, нашата пчела, што е нашиот сој на пчели, кранска пчела, нели? Кранска пчела е кај нас. Она се што има повеќе храна, она повеќе носи лек. Видите сега, за да пчеларите со поголем број пчелни семејства, тоа е зимска работа. Вие треба во зимо се да припремате. Во зимо. Значи, треба се, тоа во кратки црти ќе ви кажам, не ве многу задржувам. Значи, треба да стопите се восок, да ги очистите рамките, да ги ожичите, да им ставите сотни основи. Се тоа треба да го направите во зимо, во мај месец, кога видите на пчеларник, оти работата на пчеларник во мај. Иначе до мај месец се е малтретирање на пчелите што одите. Се ги малтретирате. Во мај месец, кога видите, треба да ви е се припремано, да имате подници припремани, се да ви биде спремно. Комплет се да ви биде спремно, сега да не ви кажувам што да работите, вие сите знаете што да работите, за пчелите да може да пчеларите со поголем број пчелни семејства. И да ви биде полесно. Или кој оди на работа, за да има повеќе слободно време, да им обрати внимание на пчелите. Тоа е во зимските. Еве ние нашата машина што е за восок правење, основите. Тоа е росвет, да. Ладно валани. Малку е, како да ви кажам, напорна работа. Тоа е специфична работа, не ви препорачувам да земете. Пошто додека да и научите ова да го работите восокот, цаките там што го кажуваме, па треба дизепами да пиете, ќе ви пукне главата, притиско ќе ви се качува, па ќе фрлате, па ќе трескате, ќе кршите, тоа е стварно мако трпна работа. Затоа ви кажувам. Сега одеме за, ако има нешто за есенски развој друго, повелете. Јас нема што да ви кажувам друго, нели? Тоа е. Пролетен развој е сега вака, сега пролетен развој за пчелите. Видите сега, ние на пчелите не одеме до, како да ви кажам, да ги гледаме до април месец. Еве, во април месец идеме, чисто, не одеме, нели, контролно да видиме да нема нешто стока бутнато, ветер, тоа, одеме неделно, у 2 недели, у месец еднаш, обавезно тоа обидувам. Али за пчелите правиме муабет за работа. Ние до април месец не одиме на пчелите. Значи, не им чистиме подници, како порано, не отвараме за пролетен развој да стругаме рамки, нели, отвараш со вилјушки, па вртеш за 180 степени, не, тоа ништо. Пчелата како што е, тоа е, кај неа. Се природно, инстинктот на пчелата го следи. Сега што правиме? Идеме контрола за храна, значи преглед во април, или да речеме 20 март нека, пролет, може и 20 март. Не гледаме многу дали имат матица, немат и колку легло има, не броеме колку рамки легло има, тоа е многу пчели, ние не може да изброеме. Тоа треба да се утепаме ние од работа тамо. Секој ден ако одеме ние да вадиме, па да изброеме, таа има 5 рамки, таа има 3 рама, таа 4 рама, не. Тоа ништо. Само одеме, видиме,
по летото се познава која има матица, која нема. И сега која несомнително отвориме, шом по по рамките е разштркана пчелата, најде дека таа нема матица. Или буче. Отвориша, звукој е специфичен. Или па има рано трутови. Але добро, во март и април веќе му димува трутови, значи не е и тоа мерило. Али звук ако има, специфичен звук, нели, знае се како нема матица. Или е целата е запоставила рамките раштракана, не е така по улиците, таа дефинитивно нема матица. Ние многу не ги контролираме тие. Еве, зошто ќе ви кажам, сега имаме ние околу 500 семејства. Сега 5, ако нема матици, и еве ограбат ја, што и не ограбува. Тоа за нас не е некоја, кој знае која цифра голема, 5 снемали матици. Тоа ништо не е толку страшно. Сега, одеме обавезно, по слободен избор, вршиме контрола за храна, пошто ние погачи не ставаме на наши пчели. Ние сме со тоа завршили. Јас имаме правено, јас имам и млин, и воденица, и сето тоа за погачи, и со мешалка правих за бетон погачи, и само миксер немам купено. И купувах и се, и тоа се отфрлиме, погачи ние не ставаме. И сега одеме, вршиме контрола, и сега ако веќе гледа се дека храната е намалена, развој, одма почнеме со течна храна. Течната храна е сега во пролет, може да почнеме, да речеме и 25 март, може и 1 април. Тук од 25 март до 1 април обавезно им ставаме по кило и пол течна храна. Гледаме кило и пол 2. Сега не може да измериме. Ние ставаме течна храна со туба. Ние ставаме со шише, или со гезве, или со чаша. Ние туба, историш, колку ти стече. Може половин кило, не, може кило и пол, некоја 2, некоја 2 и пол, зависи. Тие правиме обед за 5 литарските хранилки. И тоа ни е обавезно, вршиме контрола за храната. Сега леглото го вршиме контрола во април месец или почетокот на мај, може да се каже. Тука вршиме на одреден број на пчели тие што ни се сомнителни за легло, а не сите, пак сите не. Пошто ние во крај на април месец ние ставаме обавезно СМС вага на нашите пчели. Тука кај што ни стационар пчеларни. Обавезно СМС вага ставаме. И сега контролираме дали има принос, нема ли принос, кога да правиме ротација. Сега порано, видите порано јас што праве. Порано имаше предавање, доаѓа обично од Србија луѓе предава. Викаваме и ние у Штип предавачи, пошто јас у Штип живеам. Викаваме и сега они дојдат, сега ни вика, ќе ги завртите преку една рамка за 180 степени. Нели да се леглото да не добие компактност, да не е она настојува да биде во компактно. Па со вилјушка ќе го отвараш медо. Па тоа како во рудник да работиш, знаеш што? Идеш цел ден на 10 пчели, утепаш се од работа. Сега сум 63 години, веќе у 64-та влегувам. Тогава сам бил и по 30 години, дојдеш дома, не можеш да си влезеш дома од вратата, од 10 пчели, утепано од работа, дигај сандъци, па чисти подначи. Па ти ако и чистиш подначи на неа подницата, она ако не е хигиенско, ако нема хигиенско понашање, нели тоа добро, па не ти треба таа пчела, таа не е ни здрава, таа нема развој, таа нема ништо. Таа треба да одма да растурите. Јас ќе ви кажам после тоа што правиме ние. Сега додавање на сотни основи. Ние сотни основи никој пат не додаваме, кажи речи, до мај месец. Се додека не почне да има принос на мед. Кога почне вагата да ни покажува, тогај вршиме ротација на пчелите, пошто јас не знам вие која паша имате и вие, ама и вие како кај нас у Штип ја имаме истата паша. Никоја главна паша, се е тивка паша кај нас. Багрем ние имаме, јас не памтам кај нас багрем да е замеден. Тоа не е кој знае што. Едино кај некоја паша главна може би да речеме е драката, ама драката почнува да цвете од 20 мај. Тогај ние вагата ни покажува кога да вршиме ротација. Се до тогај ние не вршиме ротација на нашите пчели. До 20 мај. Сега кога извршиме ротација, тогаш гледаме, тогаш и отвараме дефинитивно сите пчели. Комплет. Кога вршиме ротација. Тогај и ако треба и рамки додаваме на некоја. Видите сега, вие стимулативен развој. Јас некој пат не правам додавање на рамки да го ширам леглото. Јас не знам, еве, например,
кое ширење на легло го имаме ние да го прошириш ти легло. Кога она има 10 рама во ЛР наставак, јас со ЛР пчелар, ЛР 10. Под неа имам обавезно наставак. Оти сега видите се, кога ние се вратиме од Берово, пчелите ги средиме, така да кажам, прихраниме, лекуваме и го извртиме медо. И центрифугираме. И се што е за топење тргнеме на страна рамки, малку се враќам назад, сите што са добри рамки ги ставам во наставак. Така, ако имаме вишок рамки, да не ни стоат дома и секој пат ни зазимува на 2 спрата. И што треба, например, јас не знам, вика да ги прошируваме пчелните семејства, кога она инстинктивно, природно е тоа кај неа, она сама си се шири колку треба. Што, ако еве да речеме, вие ставите во центарот на леглото рамка за градба, или изградена рамка, еве нека е изградена рамка, вие го поделите леглото, па она нема сила да занесе толку. Она, ако имала сила, она ќе се отидела пошироко, ќе се расширила самата. Вие имате пчеларници, на вашите пчели идете одреден број на пчели, да речеме, еве, 30% пчелите, без да чепнете, самите се прошират. Така ли? Самите имаа проширување, постигнали максимум 8 рама легло. На ланструк пчелата е доволно 8 рама легло. Тоа е максимум што треба да имате вие и тоа е некој горна граница, така да кажам, 8 рама легло. Правиме му обед од горе до доле легло, не са кругче. Тоа не е легло, целосно од горе до доле. И јас некој пат не проширувам. И затоа ние пчелариме со толку број на пчелни семејства кај нас. Ние затоа, иначе ако сме така, ако секоја рамка по рамка вадиме и прошируваме, како што кажуваа порано, нели, школски тоа е. Школски, кај ти е крај на тебе, ти треба да скотепаш таму да, треба ти 20 души работници од дека. И тога ние гледаме, сега, видите сега, кога ние ги ротираме пчелите, и сега видиме таа што неа бива пчела, таа бележиме. Значи таа неа бива. Тогаш ние таа пчела ја растураме неа, целосно. Неа појачуваме за паша. Да оде, пример, за драка. Еве, ние исправиме обично една за драка. Имам и багрем, ама багремов, тоа е како развој да направи. Ние тогаш таа пчела бележиме и од неа правиме роеви, нуклеус. Тоа е кај нас природното селектирање на матиците. Пошто таа матица, ако е била добра, пошто сите ние сме на неа применили сите услови што се и на другите пчели. Додаде лекувана, прихраната есента, она може би била ланската година добра. Ама матицата е износена и истрошена. Ние неа са појачуваме да земам јас од друго пчела легло, да појачувам неа. Од една слаба правам 2 или 3 слаби. Оти таа е секако слаба, таа неа бива, шо ти додаваш, неа бива. Таа ние забележиме, таа ја растуриме и ја тепаме матица. Без разлика дали е ланска матица. Ние сме имали случаеви, оваа година произведена матица, контрола, да видиме, нели, са нуклеусти кои проверуваме, не добро носи, шарено носи. Тоа гледа се дека или снесе тамо мал број на легло, познава се, неа бива. Ако е на оваа годишна матица, тргнеш на страна, тепаш и споиш што друго. Не ти треба, што ти треба тоа? Ние така и селектираме. И сега мереме, значи, кога почне приносо, тога ги превртуваме сандаците, бележиме, и тога и ставаме матична решетка. Кога почне да има принос. Оти видите се, ако вие изставите матична решетка на пчелата, а нема принос, ја спушите доле на подначата, и нема принос, или има тивка паша, да речеме тив, и она си прави самата венци. И што се случува? Она направи венци, она не ги помине венците нагоре доди, пошто е матичната решетка, и ви добие пчелата нагон за рој. Обавезно ви добива нагон за рој. Нема шанси да не ви добие пчелата на вас нагон за рој. Обавезно ќе ви добие. Ние тоа не го работиме. Ние се додека не почне да меди, значи она да почне да качува на втори спрат мед, тога и ставаме наставците. Ова матичните решетки, сакам да кажа, Ханемановата решетка. И тоа веќе са мериме, гледаме, па се додават наставци, нели са тамо. И тоа.
Ако имате некои прашања во врска со тоа, пошто некако јас на брзина вие претрчах вие работата, ако нешто ве интересира, слободно прашајте. На први спрат. Да. Празното ни е медиште. Доле што беше на први спрат. Не, пошто ние го испитуваме Агенција за храна и ветеринарство, до сега не ни најдела митак. Во основи, а оти агенцијата ќе ни каже, медот, оти видите са, ние носиме мед лично наш произволно од кофата, земеме мед и носиме во Агенција за храна и го испитува, обавезно секоја година го испитува медо. До сега не ни е оспорено да рече имате вие амитраз во медот. А пазите сега, додека има, само извини, додека не сме го извадили медо, додека не ги третираме пчелите. Ние за тоа брзаме во август да го извадиме медот, да ги третираме пчелите. Во Берово. Значи во август одеме, вадеме, тие има едно 5-6 дена и го носиме дома. Затоа ви реков, имаме 200 квадрата просторија со индустријски под. И целиот мед ние не го вртиме, ние носиме дома. Сите сандъци ги спремаме дома, наставците трупаме, редиме и тоа е стварно подрума, може да се каже те како оваа просторија ќе дојде. 3 метра е високо. Да, 3 метра е висина, индустрија, тоа е специјално правено за пчелите. Сега да не кажеш? Да. Да. На први. Матицата е доле. Правиме ротација. Ротација правиме. Гледа сега, ние, сега они, видите сега, јас имам пробано и друга работа, ќе ви кажам. Абе и после да ставиш матицата, ретко се качува горе, матицата од досу брама, ако се качи, многу лесна работа. Спуштиш ја доле, видиш горе дека е матицата. Оти сега видите, ние кога вадиме мед, ние го медо во штип, да речеме, и во Берово го дуваме. Пчелите ги дуваме. Со дувалка. И сега одеме, видите, сега, ај после ќе дојдеме до тоа, сега да не. После ќе ви кажам тоа. Нешто друго некој праша во врска со пролетниот разбор? Видите сега, кога извртам медот, тие што се за наредна година, да, подметнувам ги прв спрат, втор ми е пилото, леглото. А тие што се за топење, ставам на страна од чистата и толку. Видите сега, ако ви е здрава пчелата на вас, пример да не е болно од крлеш, и да има храна и добра матица, еве, имате подница, сега за тоа ви реков тука да имате за цртање. Да имате подница отворена скроз, висока, напред лето толкова. Не е оса на паѓа, нити е пчела на паѓа. 3 рама нека е пчела, 3 улици пчелата. Ако ви е здрава, значи, правиме мобет. И да има храна, и квалитетна матица, нема врска што е голем отвор. Пчела не ја напаѓа неа. Нити ја напаѓа оса. Нема шанси да ја нападне. Нити пчела, нити оса. Еве, јас имам кај мене од тие поднаци, јас ви кажувам, може да дојдете слободно да ви покажам. Сега јас, може требаше, не сум многу по тоа, јас да ви кажам и прв пат предавам на вас, како пчелар. Прв пат. Може би нешто да имам. Прв пат сум, иначе не сум многу вака да се експонирам, нели, да се фалам, да ова, не. Еве и слики немам од колку мет имаме, може малце ќе видите. Ние вадиме некаде од 5 до 8 тона мед на овие услови. Од 5 до 8 тона. Видите, ние секојаш вадиме просек 15 кг. Јас ќе ви кажам зошто. Кој беше мојот шишибол? Ние секојаш вадиме 15 кг мед. Зошто 15? Ако меде во штип, значи штип имаме просек 15 кг. Ако не меде во штип, кај што ние Стоценаро, Баргала локалитетот, може би има 3-4 кг. Фатиме го Берово. Тие две паши ги ние бркаме. Па 15 кг имаме. Ние секојаш има 15 кг просек мед. Од пчела. Имаме порано 25-30. Јас ќе ви кажам прв пат кога почнах да пчеларам, не знам дали го имате вие доживено, али најверојатно повозрастните го имаат доживеано пчелари. Ние кога однесеме 20 пчели, нуклево се однесеме, ројчиња,
изпълнят. И знаеш, видиш, матиче, правиш рой, направи ме, отидеме горе, али тоа е било страшно медење. Значи, дабо медеше страшно. И тоа е жир шо е, страшно. И сега ние кога однесеме пчелите, пошто ми беа сандъците многу добри, сите пчели во колата и во приколка ми беа излезени. Ние отидеме ноќта. После ви кажам како се селат пчели. Отидеме ноќта, не знаејќи, викам, ако случајно не нападне пчела, било шо, оставаме колата и бегаме. Шо е тоа е? Нели прв пат? Не знаеш. Јас шо ви реков, не сум роден во пчеларник. Јас, тоа е лично моје искуство и моје знаење. Се од инстинктот на пчелата што ме е водил, до тоа сам дојдел. И сега кога стигнаваме тамо, отидеме у селото, у куќата, у 4 стигнаваме, истовариме и така, почна да се разденува. У 8 одеме, верували ли не, пчелите што имаа радост, вака облак над пчеларник. Викам, извршили напад. А тоа оти они замедено тамо, стварно имаше многу мед. Тоа беше страшно. Ние од 30 на пчелки извадиме 900 кила мед и пазите тоа од речиње. 900, ама тоа правиме мојбет пред 27 години. Не сега. Друго нешто, сега, вака сега ќе ви кажам за полено. Ние имаме нашите, сега и друго. Ќе се навратам, видите сега, јас не сум прв пат кај вас предавач, сам затоа ќе се навратам назад. Јас секогаш ги зимувам пчелите на отворени мрежасти подници. Кај мене се подниците сите 80% за полен факач, полено факач. Значи со фјоки од позади што вади мед, ова полен. Тоа е лично наше. 80%. Кај мене секогаш зимуваат пчелите на мрежастите подници. Јас никој пат не им ставам одоздоле тие лимови или картони. Лим и картони им ставам. Лим и картони им ставам, да речеме, во 15-20 март кога одам тај преглед, и тоа на сите не им ставам. Викам, имам пробувано, да ви кажам, јас експериментирам. Експериментирам. Истите пчели, што им ставам на исти пчеларник, лим на едни не им ставам од мрежастата подница, нема врска. Развојот дори таа некој пат е подобар. Без што им ставам одоздоле, што нема картон или лим. Подобре. Подобро зимуват на со мрежасти подници. Јас сега ќе отидеме, ќе видите дека се сите кај мене. Сега, ама ние ги ставаме сите на 2 спрата. Обично гледаме да се на 2 спрата. Нели кога удари ветер, ладно север, првиот спрат да го прекрши ветерот, да не го бие директно клубето, да не е птен така директно од оздолу. Нели сега рамките малку го прекршува ветерот. Иначе пчела не умира од ладно, да се разбереме. Јас не затоплувам пчели. Не ставам стиропори, пролетно затоплување, тие термодаски што и кажуваат, не. А добро, јас ме чуди, пошто пчелата, видите се, јас имам читано литература и тие доктори там, да речеме руски, срби, тие што хрвати што кажуваат и германци, пчелата го грее само клубето. Сега она е битно да има и доволно мед. Ако и са на неа сите рамки од страна, да речеме има 10 кила мед, 13-15 кила резерва на мед, на неа самиот мед и испушта топлина. Он абсорбира топлина и не и дава толку да се лади клубето. Ако ти имате вие рамка, тоа ви е рамката. Сега, имате тука медче. Тоа не е мед, тоа не е храна на пчелата. Тоа не е резерва. Сега не знам дали ме гледате. Сега требаше рамка да донеса, да ви покажа. Ама добро, слично. Тоа не е храна на пчелата. И сега вика, на мене ми пчела, тоа за зимската, пак се навратам за зимската прихрана на пчелата. Вика, на мене ми умреа пчелите, а има храна. Има ли тука малце медче? Тоа не е мед. Тоа мед не е. За да добро зимува пчелата и добро да имате, вие вака треба да биде или вака, или вака. Тоа да биде се мед назад. И тогаш не ви требат ни погачи, ни зелници, ни баници за пчелите. Ке си одмарате дома, ке си уживкате, цело зимо ке си се шетате. И ке си уживате. Цело зимо. Ни мора да месите, ни мора да го празните домашниот буџет. Оти можете со 40 денара да минете, него да минете со 100 денара да и правите за погачи. Сега некој може би има погачи, извините така.
Може съм малко вулгарен за тия што произведува погачи, ама тоа е мое искуство. Тоа е храна на пчелите. Тоа е. 4 рама да имате таква храна, ви доволно. 4, 5. Тога има она и топлина, и клуби, и центар. Она го грее само центар. Она нема потреба толку да качува 34 степени или 28 степени да преработува погачата. Видите, храна на пчелата се храни само со мед и полен. Значи, медот е енергетска храна, полено е на неа. Еве, пример, квасецо. Од кај е квасецо протеинска храна на неа? Еве има, може би, некој биохемичар, тие биохемичари, технолози, така да кажам, поучени, јас не сум со факултет, они треба да ни објаснат дали квасецо е храна за пчелите, протеинска. Квасец, вика квасец и ставам, протеинска храна. Или јас не знам дали е квасецо протеинска храна. Или лук. Нека носеше еден човек, едно кесе лук. Шо тај лук, вика, ќе ставам на пчелите. Викам, јас прв пат гледам пчела лук да јаде. Еве, јас кај мене ништо не ставам. Стварно викам, ништо. Освен само течна храна, шекер. Стварно ставам. Не викам дека не ставам. Али без, ако не ставите, не може. Сега една друга работа. Ако сакате да бидете честни пчелари, поштени, нели, сето тоа, кога почне медењето, кога го ставите наставок горе спрато, кога ставите решетката, не ја прихранувајте. Не ја прихранувајте. А ако нема мед, сега може да ја прихраните евентуално веќе ако стварно дојдено нож до коска. Нема уопште, извинете, има години стварно што нема мед. Еве оваа година да речеме беше малку оскудна за мед. Јас не знам тука кај вас, кај нас ушти беше, што да ви кажа, 100 пчели 100 километри ливацки. Така зборо речено. Ама кога е веќе тоа, ставите ла матична решетка. И ако вагата оде во плюс, не ги прихранувате. Дајте им на луѓето 1 кило мед, нека биде честно и поштено. Цената се знае. Значи, веќе кога прихраните, да бидете вие чисти и луѓето чисти и се, да нема во медот уопште друг примеси на шекери. Сега да не ве гневам. Сега видите, ние во мај месец ги затвараме пчелите за полет. Сега ние, знаете ли што, ние ги затвориме комплет дупките кај што изгледа тоа летиштето и ги држеме по месец дена затворени. За полет. И сега она е многу уитра, јас пратев. И сега има тука на страната, така како што е ова тука, тука има лето за полен и погоре кај што мине пчелата не го става полено. Тука има дупче за трутовите да излегуваат. И сега на некој, нели, она се научи тука, влезе, излези. И сега они кај што се навикнат таму одат, веќе вие знаете тоа. И сега отвораме им го тоа дупчето тука, па некоја да помине, значи за полен. Сега она видите што е работа и друго. Полено, она носи помали топчиња, за да може да ги помине низ решетките. Значи, она секојаш има полен. Јас се отивам, отварам, сак гледам. И собираме полен едно 100, 150 кила, зависи. А 150 кила полен соберем, али пазите, имаме околу 300 подначи само за полен. Не е да ви речам од една пчела вадам по 4-5 кила полен, не. По околу 150 кила, може би некој пат и 200 кила се собере полен, тоа е за поленот. Затвориме ги и вадеме полен, полено го сушиме на сенка, па го требиме, малко е трпна работа. За сега србите, не знам они како може би имат вејачки, ние немаме, јас го веам во како жито што се вее, малку на ветерче, така да, малко е потешка работа, али па знаеш, под сенка е. Па под сенка стоеш и така. Сега производство на матици. Сега видите и правење на роја. Обавезно ние правиме матици. Обавезно. Од оваа година имаме бележено неколку пчели кои што са биле добри за производство на матици. Имаме и тоа и тука во Штип и после кога одиме во Берово на паша и таму ги бележиме за производство на матици. И сега тие ние произведуваме матици со јентер. Исклучиво со јентер. Гледаме обично да ни е стара ларвата од 72 до 80 часа. Од 70, од како се снесе јајцето, нели правиме му обед, па до 80, од 72 часа до 80 часа да е стара.
практикуваме. Само што каже како бела Да. на неа, само што е пукнана ларва. Па, тоа се работи под саат, производство на матици. Иван, вие, мислам, кажахте дека ви бил он производство на матици, најверојатно ви објаснил за производство. Сада не ви објаснувам за производство на матици, таа е малку поширока тема. И правиме, значи, обавезно, и тоа, пазите сега, ние произведуваме матици во присуство на матица. А пробете и вие да видите. Правите стартер, оти вие сигурно произведувате матици. Правите стартер, не мора да ставате пчелата под матична решетка. Не мора. Можете пчелата на втори спрат. Вајате еден рам со мет или со легло, било шо. Тргате го на страна или го спушите доле, може на втори спрат. Ставете, започнете матичнаците, започнатите, нели, у стартер се прво започнува матичнаци. Ставете мегу отворено, затворено легло во присуство на матиците да видите колку ви изградат матичнаците. Проверете 10 ден, 11 ден, ќе ви бидат изградени матичнаците. Сега мора 10-11 ден да и дигнете над решетка, евентуално да не ви растурат. Ке мене не се и растурали, али вие проверете дека во присуство на матица, значи, она не ги растура, матицата не ги растура матичнаците. И пчелата, сите млади матичнаци започнати, она ги гради. И тоа е како еден на природен начин производство на матици. Ние така произведуваме. Мене ме научи да ви кажам, јас бев многу со големо незнаење за пчелите. Јас почнах со малку саке ви дарам на Беровски, полесно ми и Штипски. Почнах да пчеларам со еден стар човек од Паланка. Он појма немаше од пчелари. Пазите, он нема појма, јас не знаех што е пчела. И се додека имаше едно предавање у Виница, дојде Ферат Велагич, после ние го викаваме у Штип за производство на матици. Он детално опиша производство на матици. Сега не го кажува. Дефинитивно не го кажува. После го викаваме ние у Штип, на фрла. Дори и јас што знам да произведувам, тешко го разбрах. Тешко го сватих. И тоа што знам, а па тај што не знае да произведува, нема шанс. Викате што кажа? Викам тоа кажа, вие што не можете да разберете. Стварно не можеа да разберат луѓе. Али јас од Ферат Велагич се научих да произведувам. Он пожа да покажува слайдови. Нели, сега рамката, рамката како шо е. Тука малку метче, тука малку легленце, тука така спрскано мет, полен, да, и неколку пчелки тука така, знаеш, шетат се по тоа, матица трчка тука по тоа, он сликал, вика, вашите пчели се такви, вика, мајка, това е како стварно нашите пчели ги сликал. Моите пчели. Вика, вие мора да произведете пчели од матица, од најквалитетните пчели. Мора. И каже, начин на производство, сада не ви држам. И вие мора да произведувате матици од најквалитетните пчели. Хигиено да бидат чисти, мирни, со принос на мед. Ако вие, тоа е природната селекција. Сега ние видите сега, кажави јас на вас, преска ви напомна. Ние земеме се што не е квалитетна матица, се растури. И од нив правиме нуклеуси. Со еден рам, со два. И обавезно матичнаци ставаме. Матичнаци така и правиме ни нуклеуси. И евентуално веќе ако немаме за растурање пчели таквија што са, да речеме, слаби, ако е ланска матица, ние растураме, ако не бива, она се познава, нели, еве и на 8 рама да е легло, али познава се дали ја бива или не ја бива. Са вие сте коси пчелари, ќе познаете бива, не ја бива. Ако не ја бива, што ти треба на тебе таа пчела, или ти ќе додаваш на неа рамки, ќе појачуваш што? Ништо, тоа немаш корист, само штета имаш. Утепај, направи се нуклеуси. Јас ќе ви кажам на стар човек како у Штип пчелари, многу искуство, мислам многу, ама добро имаше мед. Знаеш, он има 50 пчели, не 30 пчели основни. Вика, јас секоја година си направам 20 нуклеус. Од тие 30. И во есен, тоа што е слабо на пролет, те така уништи, разрои се, секој имам, вика, 30 јаки пчели и си вадам по 20-30 км семејство. Али тоа правиме мобет пред 20-30 години. Ама вие, ако имате пчели, пример, еве ние правиме секој пат за нас по 150 роја. За да го држиме тај број. Секој пат правиме по 150 роја. Обавезно. Правиме и повеќе, нели продаваме ние. Али за нас оставаме секој 150. 100, 120, 150.
Обавезно. И се што е лошо на пролет, се очисти. И Узунов, што е професоро, не како се викаш Узунов овој? Александар Узунов вика, вие вршите природна селекција. Значи, ние се што не е добро, ние го уништиме. И остане кај нас пчелата се само добро. И така ние правиме со 1 до 2 рама легло, примери, пчели. Сега видите ние како и правиме пчели. Нуклеусите, многу лесно. Имаме тие кутиите што се за нуклеуси, тие не пакетни ројови, него другите како за нуклеуси носење. Кутии, транспортни кутии, книжни. Сега имаме и сега нели са тие правиме ние нуклеуси у стари сандъци, изнемоштени, подначи изнемоштен сандък, капак, такви се, остарени. И сега земеме пример од пчеларник број 1. Одеме се што е така не добро, што не ни се бендисува, растуриме, направиме 10 или 15 роја. Ставиме го кутијата, залепиме со селотейп, ставиме под сенка, пазите под сенка, ако ви е многу на сонце, може да ви умрат од жешко. Значи, ставиш на сенка, тоа е саат-два работа, еве, нека и 3, да сада не се брзате, многу нели да не ставате душ узор. Дали додека отвориш, додека таму тресеш тоа, но најдеш, па треба да е прилично. Затвориме, носиме на пчеларник број 4, малку е далеко, отвараме там, направуваме нови, тие стари сандъци имаме и такви подначи, само и користиме за тоа, после сега на пролет и собереме, па истите и користиме за тоа. Направиме, ставиме матишнаци, обавезно имаме, ние имаме 4 ентера, обавезно матишнаци имаме, ние секој имаме резерва, ние имаме дури матици излезат така во пчелите. Пушим и не ни требат, или забораваме некој по пчелата. И излезат, сега и ставиме матишнаци, она пчелата не се враќа назад, пошто малку е далеко, нели 2-3 километри. И да има некој да се врати, тоа е мал број, она додека излезе там, гледа нова околина, нова. И така и правиме ние. Не сега вие ако правите нуклеус, вештачки правиме муабет, па треба да ги затворите херметички, ако не сте пчеларник. Ние ги носиме од пчеларник, или сега од пчеларник број 4, носиме ги на пчеларник број 1, од пчеларник број 3 на 2, или од 2 на 3, така правиме стотина, ние брзо ги правиме нуклеус. Сега правиме избирни. Пазите сега, избирни. Јако пчелно семејство. И друга работа сега. Збирни, пример, јако, со по една рамка. Од 2 пчели извадиме 2 рама, легло, метче, ова празна рамка, метче обавезно ставиш и видите, нуклеусите, за да ви успеат на вас, мора да ги прихранувате цело лето. Ако не ги прихранувате цело лето, пошто и Висто и Куманово е, цела Македонија спржена. Нели се е спржено? Нема. Абе, кај сакаш ги носи? Јас и у Берово имаме не носено. У Берово уште по-лошо. Уште по-лошо. Нуклеусите. Уште по-лошо. Мора да ги прихранувате преку цело лето, они да ви имаат доволно храна, легло матицата да носи, она да створи залиха, зимски пчели. Сега тука кажави, кога излезе леглото, со митак па ги почадиме. Тие, да носи. Матицата нема легло, нема ништо. За роење ние немаме проблем, да ви кажам, у пчелите. Кај нас пчела, еве, само 2023 година ни се малку рои, ама тука бееме ние виновни, ние предизвикаваме, ние слушаваме и србите. Тамо, сега да не ви расправам, имаме некој рој, повеќе, лани имаме, мислам оваа година, значи лани имаме, оваа година имаме 3-4 роја. Од 500 пчели 3-4 роја. И тоа, сега, ако се роат пчелите, нели сега, ние ги бележуваме обавезно матиците по година. Кај нас са сите матици бележени со фломастер по година. И сега, друга работа ќе ви кажам, ние кои однесеме пчелите во Берово на паша. На нас доста пчели тамо ни извршат тивка смена. Во присуство на својата матица. Не ја тајпат матицата, си сме ние наоѓале тамо. И сега кога се вратиме ние тука пчелите, ние не ја тражиме матицата. На пролет, веќе кога вршиме го тај преглед во мај месец, нели кога правиме збирни роеви, растураме пчели, па треба да прегледаш некоја добила нагон за роење. Има са 5-6, лани еве 5-6 и добија нагон за роење. Најдеме матицата не бележена. Знаеме дека е тивка смена. И ја бележиме. Обавезно ни са сите бележи. А ројчињата веќе дефинитивно
еден, два, 3 дена, зависи, вршиме преглед на нив. Која носи, која не носи. Тука, сега нема што да ви кажувам, да ви речам, значи, мине периодо има доста неоплодување. Па матичнак ставиш, па некоја ја споиш. Сега не са сите успешни. Не може да биде 100% успешно. Тие пчеларки, ластовички, тоа не се врати од оплодување, зависи од годината. Обавезно ги вршиме проверка на нуклеусите, обавезно. Тоа нема што да ви кажувам, дека не вршиме проверка на нуклеусите, а на старите не. Еве, на нас ни се случувало рој. Пример, нуклеус, ланска пчела праена, оваа година, добра, стави ми 2 спрата, дури не и ставаме ни решетка, идеме цел спрат мед, само земеме мед од спрата, си однесеме дома. Ни гледано, ни ништо. Ништо. Ние со роење, затоа вика како да го спречиме роењето. Ние го немаме проблем со роењето. Ево, тие пчели, лани имаме 5, 2023 околу 30 роја, може 40 имаме. Кажави дека малку имаме повеќе, а лани имаме, па пред минатата година още не се ни роија. 2022. Мислам дека беше и послаба годината, или како беше, јас не памтам баш, ама 2022 не имаме. Имаме многу роеви пред да почнеме да ги селектираме матиците 2014 година. Луѓе, па имаме околу 100 и некои пчели. Па тоа беше на сите страни роеви. Тамо рој, по земјата, гледаш тука рој, пчела, матица лежи. Тамо на сандъко се фатило. Тоа беше страшна работа. 2014 година. Викам овоа кој е вака, тоа дека, тоа само трчиш како будала на вамна, таа ми ништо не може да стане. Се почнаваме да ги селектираме. Ние обавезно земеме материјал за матици, Значи, за матици. Тука веќе ми нашите трутове, ние не земаме само од една пчела матици. Материјал за производство на матици. Од една. Да речеме, оваа година ни е таа пчела добри се од неа. Не. Ние ги земаме од може 20 пчели. И повеќе. И така да и трутовето не са сите у сродство. Нели, са треба и трутовето да не са и матиците во сродство за оплодување. И немаме, сега ние матица не земаме, мислам, материјал за производство на матици од пчела што се рое. Или ако се рое пчела, ако добие нагон за роење, и тоа да ви кажам сега, нели? Сега ние одеме по пчелите, пред пчелите и гледаме. Ако пчелата не излегува, нели, тука се вртка по пред летото, там некој излезе, па дојде така слабо, другите се познава, има, нели, паша активност тоа. Таа гарант има нагон за роење. Отвориме нагон за роење. Нема шо, нема кинање матичнаци. Растураш, кинеш матичнаци, ставаш матичнак. Растураш го на цело семејство. Цело семејството се растура, ставаш матичнак. Наш, нов. Оти тај она што ме добила нагон за роење, сега видите друга работа. Она може би да добие нагон за роење. Ама, или ако е, да речеме, 5-4 години матица стара, 4 годишна матица стара, и врзала неколку матичнака. Тоа е дали она ќе тивка смена или ќе рој, може да земе од таа чисто така материјал, ама таа е 4 години, она е била 3 години добра, 4-та година веќе не може да издржи и самите пчели донесува одлука да менат матица, тивка смена. Иначе роидбените матици имат многу негативна она што е позитивно кај неа? Нели за роидбените? После ќе ви кажам и за тивка смена. Позитивно е што она е добра хранета, брза е, нели кога излезе роидбена матица, лета на сите страни. Ама она го има гено на роење. И ти само роеви имаш. Таа година ќе се рое, добро ќе презими. Наредната година па се рое, добро па ќе презими. И се ќе презими и ти шо? Джепчето празно. Нема мед. А тивката смена, шо е кај неа? Кај тивката смена, ако она е генетски слаба, пчелата, са не знам вие дали ги бележуват. Ако е, да речеме, генетски слаба пчела, нема разбој тоа, и пчелите донесат одлука да ја сменат, нели тивка смена врши. Она па си го повлече тај ген на слаба пчела. Тивка смена, али ако ти е добра пчелата, ако е стара матицата 3 години и 4-та или 3-та година врши тивка смена, тоа е добра матица, а не добра матица на наредна година ти врши тивка смена.
И шо таа матица ти чекаш? Или, пример, она наредна година па е истото, па е слаба. Мора вие да ги селектирате, за да имате пчели. Значи, треба да ве води инстинктор на пчелите, да имате квалитетни матици, да ги селектирате матиците. И вие самите ќе си ги селектирате. Или може да вземеш ти од некој што стварно знаеш дека матици има квалитетни пчела. Еве, ние, јас ќе ви кажам, сада не испадне, ние не продаваме матици. Ние не. Ние си само за нас произведуваме лично и оти ние, што произведеш матица квалитетна, ние си направиме рој, имаме пчели или па рој продадаме. Ние не продаваме, ама има некои што стварно продават матица, али ако стварно ти е квалитетна, ако мислиш да е, и тогај ќе биде и храната, квалитетна храна. Три услова, ништо повеќе. Здрава, нахраната и добра матица. Немате толку многу ни ангажман, ни работа у пчелите. Видите ние како вадиме мед. Ние тука во Штип медо го вадиме, значи со решетка. Ставаме матична на први спад. Ние секојаш ни на нас на едно тело легло. Секој пат. 8 рама легло доволно за мед кога меди. Кога меди. Ние вадиме у Штип ланска година имаме некаде околу 18 кг просек. Од медоноси, сад не и тука броам нуклеусти што и правиме, од тие основните друштва 18 кг. И сега како вадим? Ние, јас одам, они се подршат. И сега може да се качи матицата горе. Не е спорно тоа. Нели, некоја по-маленкичка, а не значи па и голема матица, дека е добра матица. Може најмала матица, али да биде медоносна, не е расна голема, нели, не значи дека е квалитетна. Може помала матица, али да биде добра, мирна, хигиенски услови да исполнува. И може да се качи она горе. И сега јас одам, отварам капако, проверам, подигнам една рамка, или она си познава, да ви кажам, до душе. Ако има повеќе пчели порано ставаме бежалки. На бежалките се веќе дефинитивно гледа. Ако има пчели повеќе, таму е матица сигурно. А сега не ставаме бежалки, пошто малку е тешко. Сега иди, дигни пчела, подметни бежалката, па после, па иди, врти. А сега одеме, са бајале околу 5 сато, после бајале рано. Јас одам, превртам ги сандаков. Не, прво отворам. Видам дали има матица. Некоја издуваме. Пазете се, некоја издуваме матица. Проверам, вака, дигнем го сандаков. Добро. Отворам поклопна даска, тргнам на страна, погледам, ставам го на кант. Ние викаме. И тука сопругата носи дувалка за лиси дување. Она ги дува пчелите, горан силата носе у комбето сандаците. Да. Добро, тоа е за селењето, ќе им кажам. Тоа е у селедба. Сега издуваме тука на брзина. Не, има уште пчели. Комбето го затвориме, носиме го комбето малку подалеко под сенка, го чуваме. Излезат пчелите за саат и пол дома, ние однесеме 60, 70, 80 настапка, зависи од тежината на комбето, истовареме и завршена работа. Сега некоја се случи да издуваме пчела. Сега ако има, приметиме дека е матица горе, таа ја оставаме, одиме после средуваме, спушаме матицата доле, рамките со легло доле, медо па и го взимаме и носиме, спремаме ги за селидба. Тука. Тоа ние спремање пчелите за селидба. Али видите са, претходно, ние што правиме? Претходно ние носиме 2-3 тури пчели у берово на паша. И носиме СМС вагата. Тогава носиме СМС вагата горе. И сега ние, пошто да спазиме там пашата, пошто сега има, јас не знам кај вас колку е, кај нас 10 дена меди. Медењето од 10 дена кај нас. Нема 2-3 месец дена. 10 дена и уберово пошта 10 дена да меди. И сега ние носиме 2-3 тури пчели, после ќе се вратим. Еве. Значи носиме по 50 пчели. Тука. 24 во приколката и 26 во комбето. Носиме. На 2 спрата. Спремаме ги пчелите.
Сега што правиме ние уштипля пчеларниците, на стационар пчеларниците. Сега взимаме ние медо што е, пошто не е ферментиран, уште, течење, имаме рефлектометар, мериме го медо покаже 20% влажност. Тоа е реток, киснува, не може да го вадиш. Сега земеме на кант, ставам ги јас сандъците, ама имаме секојаш резерва ние рамки. Ние имаме резерва. Тие издуваме ги пчели, ги ставаме на одгледувачко семејство, по 3-4 спрата редиме, за да може да го ферментира, појаки пчелни семејства држаме. Да може да биде ферментиран медо, иначе ако го извадиме медо, е реток. Ако не идеме у Берово да мериме, па тамо губиме пашата. И тамо е 10 дена, не е веќе како порано месец дена, 2 месеца, па ако не идеме сега, ако закасиме 5 дена, пак е надокнадат. Ние извадиме и го ставаме, спремаме 2-3 тури, 150-200 пчели колко однесеме, 200 пчели дома чуваме тие основни, чуват го медо, зрее медо и тие носиме вагата, мереме горе СМС. И ни покажува вагата, ни праќа секоја вечер порака, како е ситуацијата. Шом за меди горе, шом за меди, тука одеме па мериме ова рефлектометар. Шом медо падне на 17%, 16,5%, дуваме се комплет, спремаме, имаме резерва наставци, ставаме, носиме ги пчелите и после се враќаме и го вадиме медо и дали носиме па тие спратове во Берово. Се зависи дали меди или не меди. Некој пат, да, некој пат носиме, некој пат не носиме, тоа е различно. Еве го внуко, вади мед, еве ни кофите позади, тоа е се мед, еве тоа са теглите, тука мала слика, со тоа е слика како вади мед. Еве со тие носиме. Порано имав полуприколка, али полуприколката испадна неефикасна. Скап превоз, носи 100 пчели. Тука 50 со комбето многу ефикасно. Еве тоа ни е комбето за вадење. Во него ги складираме, еве. Имаме специјални самопрајски стеги, каиши со стегање. На секој садак имаме рачки. Празни са садаците што ги носиме од тука пчелите. Без мед ги носиме. Леки са, земеме двојцата так. За саат време товариме. Саат време врзуваме, саат време товараме. Сега ние, видите сега, ние ги товараме тука пчелите ги затовараме до 8 навечер. Додека се види. Сега сопругата затвара со сунгери, ние носиме, затвараме. Некоја пчела има, она не се е вратила од паша. Ке влезе во другите пчели. Или можете да ги оставите тие тука што са во приколката или во садаците отворени, они си влезат па, додека са таму. Али па и вратат се во другите пчели, па са кај нас. И ние спиеме на вилата и одеме сабајале во 4 саато тргнуваме или 5. И сабајале стигнуваме у 6,5 во Берово, тамо кај што ни е на местото. Видите, ноќе никој пат не селите пчели. Ноќе, ако ги истоварате, ако са стварно херметички затворени пчелите, нема да ве напаѓат. Ако не се затворени, ако има пчели по сандъците, по тоа е излезено, масакар ве прават. А дента, без ништо, одеш, само отвараш, мислам, одврзуваш, земеш од страната, ни пушалка, палеме, ни ништо. Без проблем. Отвараме, затвараме, одврзуваме, подметнуваме им там на камење, не носиме таквија. Да не се угушат, за тоа веќе се лидбеното, да. Сега, видите, ние во Берово не чепкаме ништо, тоа ти е. Решетките са на некој стоат, некој извадиме. После кога вадиме, се зависи там како е медо. Ако има многу мед, дуваме ги. Па, исто. Ставаме и под решетка, па и дуваме. Ако не е, рамка по рамка. Ако нема многу мед. Се зависи како има мед тамо. Сега тамо сме и така. А тука обавезно ще ги дуваме, за да биде по-брзо, по-ефикасно тоа медењето. Ние многу скратено, поедноставно работиме на пчелите. Водиме се од инстинктот на пчелите. Отприлике е тоа. За шлеперската приколица ќе ви кажеме мани шо имаше. Сега да го добувам баш првично. Шлеперската приколица нема утовариство, таа точно беше ни на два спрата. Пеите на први спрат имахме
остави горе направено, пеите на поръчка. Проблем беше, кога има тиска смена на матиците там. Матиците, оти много узбуна има пред сите и матиците оти съндък еден до еден и много пчели и не знае улава у различни съндъци. Имаше големи загуби. Много пчели от Берова врака са неоподени матици. Най-много това беше проблема за шлеперската приколица. И друго проблема беше, шлеперската приколица не може всекъде да улева с шлепером. Ти не можеш, пример, горе на рида, гледай, тук е рид огромен качено, може 20-30 метра има рид нагоре, шлепера не може да излезе там. Ако заросе една капка дощ ни го викаме, край нема излаз, нема. Превозът е проблем, трябва да знаеш все место за въртење, а това е едноставно. Това е най-едноставно. Видите, пак се навратам аз за ставањето на сотните основи. Не ги ставајте сотните основи во центарот на клубето пролет. Рана. Тоа може да го правите во мај месец, кога е топло времето, кога има развој, кога пчела има многу. Вие одете на пчеларник и гледате, пример на 2 спрата ви са пчелите. Одете во април месец, пример во почетокот на април, гледате и доле спаднала пчела на први спрат, ама тоа одете вие кога температурата 18-19 степена, а ноќе температурите паднат 7-8 степена, пчелата целата се повлече на леглото. Ако вие ја раздвоите или ако ставите па горе-доле рамки со легло да го шетате, вие ништо не сте направили. Така ги ослабнувате пчелите. Не им ставете рамки, оставете, а инстинктот нека ве води на пчелата. Инстинкт. Ако има нешто прашање, повелете. Јас. Кажасте дека мерите имате вага. Да. Себе унос е 10 дана. Не, мериаме ние. Кој покажува вага приноси? Па видите, уштип почне вагата кога замеди по 2 кила. Уберо од 2 кила, 2,5, зависи. Ама ние ставаме на средна пчела, не на најјака. Да имаме ориентир. На средна пчела. Па топот не и тровеше крвешо, не го тровеше. Не Да. беше толкова ефикасен. Не беше ефикасен, по моје. Кога правите ротација, дали делот легло затворено ставите? Не. Не ставаме. Легло не. За да ослободите место за матица да не. Па матица она си носе. Она од 8 рама повеќе не носи. Ти ако ставиш горе легло на неа, чекай тако да респетам. Ако ставите горе на неа легло, па доле нема да занесе. Се додека не излезе горе тоа легло, она доле нема да занесе. Празни са рамки. На Ланструк пчела, на Ланструк сандак, сите ние викаме 15, 18, 12, 13 рама легло. Али доле она е оз горе до доле целото легло. Јака пчела правиме обед. И затоа, сега ти можеш да качиш горе легло ако правиш збирни роеви. Збирни роеви, тресеш пчелите доле, да не бараш матица, качиш 2 рамки горе или 3, али па мора да ги соберете рамките да бидат у вертикала 1 до 1. Па да не бидат поделени на страна, па во средина да ставиш ти празни рамки на неа. Мора леглото на неа да биде се компактно. Оти она ако има сила и мок и има потреби тоа, она има место кај да носи. Има место. Али тоа обавезно мора да ви бидат рамките горе-доле. Обавезно у хоризонтала, ако веќе качите горе. А па зашо па да качувате па да се мачите? Сега кога правите роеви, сега гледа, видите една друга работа, јас ќе ви кажам. Ние како ги мениме рамките? Ние кога идеме во Берово на паша, ние од тогаш од кај леглото вадиме црн мед. Вадиме црн мед. Тогај тие рамки им ставаме секогаш кафенкасти за зимување. Значи нови. Тука ние ги вадиме тие од секогаш црните рамки обично одат на страна. Тогај ние ги качуваме горе за мед, уствари ги носиме за мед и топиме. Тоа е за селидбеното. Ако не селите пчели, вие мора, правиме, јас му обед правам за селидбено пчеларење. Ако не селите пчели, вие мора да ги качите црните рамки горе, над решетка, али да ви бидат у хоризонтала. Црните рамки, за да може да ги извртите, да ги изчистите, да ги стопите. Тие што не селите пчели. Правам јас му обед за селидбено, са видите, кај нас се други услови.
Кај вас е друго. Вие, еве, помал број на пчели имате, може да ги качите горе и да ги стопите тие рамки. Фактички тие са црни рамки за топење. Вие мора, али да ви бидат па у вертикала над леглата да ви бидат така. И тоа го правите во мај месец, кога е топло, веќе кога е топло, и во мај, кога е топло, не е проблем да ставите во центаро кога се температурите качат 27-8 степена, 25 степена и ноктите се над 13 степена и 12, не е проблем да ставите веќе на неа и тога и во центаро на леглото рамка, она ќе го изгради, не е толку страшно. Али правиме му обед ние за во април, тај развој кога го правите. Тогаш не ставите во центаро на леглото рамки. Во април месец кога се ладни температури, еве ке во мај друга работа. Или јуни, таму почетокот на јуни, тоа дефинитивно друго веќе. Само може кај така. Да, Само, и да. ние така, но ние не после кога дојде мај јуни кога правиме преглед за заселение ние ставаме кај најдеме. Ај. Биде температурите 20. И друга работа да ви кажам, кај нас у Штип последните години, правимо обед последните години, ние проблем со храна имаме во мај месец. Почетокот на мај, кај нас пчелите однемува почетокот грам немат храна. Не знам кај вас како е. Кај нас во мај се случувало години, еве добро 2023 имаше. Оваа година па нешто, али 2022 мислам дека беше, абе мај месец грам немаше мед. После почна да замедува. Е тога и треба на неа да ја помогнете. Тогаш и ставите, тогаш може и погача да ја ставите. Ако сте веќе ме рекли за погачи, тога им ставите. Во мај. Тога не е проблем во мај. Не е проблем. Тога може и погачи. Сакаше да ве прашам, како тој за матична млеч од присуство на матица? Не матична млеч. Може и матична млеч и за производство на матица, али најдобро за матица, а може и матична млеч. Матич... Абе види са, вие правите стартер. Нели са пресадувате ги дали за матичен млеч или за матици. Пресадувате ги. Пред да ги пресадите, најверојатно правите стартер. Оти види, стартеро повлечува оно. Обавезно стартер. Стартеро треба... Не практикувате повише да ставате матичнаците од 30. Тоа е во одгледувачко семејство. Стартеро ставете повеќе во одгледувачкото семејство. Стартеро ставете. Ние ставаме по 100-120 во стартер. Колку повлече? Повлече 70, 80, 50, 60, зависи каква е температурата надвор, дали потопло, поладно, приноси на мед. Видите, без разлика што и прихрануваме го стартеро, ако нема во природата, она не повлечува многу. Она знае, она осеќа природата дали има. Ако е во чинијата има она мед измешано со шебет. Она што природата е послаба, нема толку. И полени ставаме, нели во стартеро има. И сега кога вие направите го стартеро, вадиш 24 сата, она ги започне матичнаците. Вадиш ги од стартеро, летвичката од 20 матичнака, вадиш рамка од средината на пчелата, кај што ти е леглото, ставаш рамка, али рамката да не ти биде со 35 сантима ширина. Пошто надградувате, практикувате рамки да имате тесни, мислам дека беа 20 сантима, ако не се лажа. 2 сантима, не 2 сантима. Да не надградува саке на тоа. Ставите пчелите во присуство на матица ги одгледува матичнаците, започнува. Значи, вадиш рамка, обична рамка, тресеше со пчелите, истресеше, али тоа треба да ти биде пчела, не у секоја пчела. Да биде јако пчела, јака. Мора. Ја да ви кажам нешто. Пошто на вас е ова прво предавање са. Прво. Ви благодарам што и храбро. Јас, ако има нешто, стварно се извинувам. Професионален пчелар, фала ви пуно што дојдете со Куманово да ни го пренесете вашето знаење, Да. вашето искуство. Нашата и намера од прошла година, од минатата година имавме годишно собрание, зборевме да треба да имаме што повеќе наши предавачи. И во нашето дружение ова 2024-2025 година ќе имаме и наши 20 нови предавачи кои ќе им биде прв пат, а веќе Љупчо искусен предавач ќе ни предава втор. Ова е наша монографија, поклон за вас, Горан ја има. Повелете да сте живи и здрави Фала. и да се видиме за убаво. Ако имате уште некое прашање, слободно. Слободно. Јас
Сакам да се надополнам. Видите сега, кај нас кога едат од Србија предавачи, тоа они ни кажуваат главна паша, главна паша. Ние немаме главна паша. Која ни е главна паша? Јас ви кажувам, ние припремете се пчелите. Не ги многу и силите. Држите ги пчелите, инстинктно некој во, држите ги во кондиција. Одберете матице да не ви се роат, да не ви добијат. Ако вие ги па многу форсирате, ќе ви се изроат. Сите ќе ви видат по гранките. Ако ги многу форсирате. Држите ги во кондиција, во таа, за драката. Би сам има таа чали или како ја викате вие. Ние викаме драка, јас по моје. Држите, оти немате вие некоја друга главна паша. Шо они ќе дојдат, ќе ви кажуваат на вас главна паша, која главна паша имаме ние? Ние немаме го тај багрем. Јас баш би сакал да отидам да видам кај нив како е на таа багремова главна паша. Дали стварно е тоа они што го кажуваат? Не, јас баш би, они има, а ние го немаме. Нивни услови, наши услови не се исти за пчеларење. Јас се викам дека и сега они дојдат и на нас за главна паша. Ние немаме главна. Еви у Берово ние немаме главната паша. Нема, викам, 10 дена чекаш да замеди по 2 кила. Ние имаме оваа година 2 кила. Да, дневен унос. Средна пчела. Добро испадна, са не дека е нешто нај да речеш, али па е добро, пошто ние имаме поголем број на пчелни семејства. Ние поедноставно работиме. Вие не се трудете прихрана да вршите набавете си поголеми хранилки. Еднаш и ставете и завршена работа. Не скиснува, не скиселува, да речеме, шербето, видите она шо прави сега. Она голема количина. Пример за кога правите есенска прихрана. И шо прави она сега? Она целата храна пренесе доле, снесе кај во ранките. И шо прави? Она го после ферментира, додаде му ензими, измеша со мед од природа, од поленче, тамо, вамо, и си го распореди кај што и треба. Немате потреба од рамка, па тука, па лево, па десно. И проверите още еднаш, 2 пати, завршена работа. И мирно, пробете на 10, не мора на сите. На 20, кој зависи колку имате пчели. Повери. Буре од 200 литра. Буре од 200 литра со дрва со ќумбе. Буре од 200 литра. Па, видите, рачно мешаме, прво стоплиме водата треба да ви биде млака. Сај тоа, никогаш не правете топол шербет да врие, да развие ХМФ. Кај нас човек, ние луѓето не осекаме, мислам, не ни е толку штете ХМФ, са не су хемичар, нели, па јас би уште прескакав. Али треба да ви биде секој шербето млак, да нема ХМФ. Значи пчелата е многу осетлива на ХМФ. Јас имам пробувано, да ви кажам, и инверци руб со лимонтус, со тоа, од пчели направих не пчели. Нели, не пчели. Тоа ние не може да произведеме инверци руб. Јас не сум хемичар или тамо технолог ле тие кои произведува инверци рупите. Ние немаме тоа. Најдобра храна веќе кога врши, најдобра храна е на пчелите медот, да се разбере. Ако имате мед кај што ви се пчелите, ако е медоносно, немате потреба од тоа. А најдобра храна е медот, дефинитивно. Ние правиме муабет кога нема мед. Прихрана, тоа е прихрана. А само млако неке е растопено, само го растопете, ништо повеќе. И тоа еден према еден, може би есента да преовладува шекер. Ако имате некој слободно, прашате, повели. Сируп можете да ставите, ако е јако семејството, можете и 20 литра. Да. И 20 литра, знаеш што, ако ставите 20 литра, јас ќе ви кажам, ако е јако семејството. Па видите, па тоа е работата. Ти после да не ги даваш парите за погачи. Шекерот е 43 денари, така ли? Ти направиш од 1 кило шекер, испадне 1 кило со вода тамо вамо, литар и нешто сируп. Тоа го преработи она во мет, не знам каде, там да ви кажам формулата, тоа колку мет излезе. Тоа ви е 40 денара прихрана. Многу лесно и едноставно. Само ги ставиш и си завршиш. А ако погачи и ставаш, една погача ти е 100 денара. Ако ја правите вие, ќе ви испадне 150. Ако ставите оригинал мед,
од 500-600 денари мед, па која ви на вас тога е математика? А тука со 40 денара, ако ставите да речеме 10 кила шекер, тоа ви е 400 денара. И вие сте завршили до наредна есен.